Колко чекаш, Дедо Мраз? Пусти му гова на твоите. Елко, порасти уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Мамо, Дедо Мраз да роби да реди. Тато! Да роби да реди. Ако се прат дека не те слушне, пусти му уште неколку пати. Оте не заборат да му се јават на Дедо Мраз да ве прескочи, а после проблеми дом. Шубав е живото на тие години. И минатата епизода некако си се навратив на детството, убо ми дојде. И пошто мене убо ми дојде, ќе пробам и вас да ви направам убо да ви дојде. Пошто го шо гледам ретко кој пробам, а како ќе ви направам. Лесно бе бате, со песна. Со песна и со муавет. Тромуавет поки од песна, ма не е проблем. А уште една за тие во дневната тама, ако случајно не го слушнаа муабето. Елко, порасти уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роби да реди. Така, ај се на шпица па да си правиме муавет. Пушта. Сме имале епизоди предходно кај шо имаме правено муавет за трауми од детство. И факт е дека трауми од детството сите имаме многу. И што би се рекло, секоја планина своја тежина, така на секој неговите трауми му се најтешки. Тебе на пример можда нечии трауми ти се ништо, а твоите ти се многу. Исто така и него можда твоите му се ништо, ама неговите му се многу. Тоа е нормално. И сигурен сум дека сите имаме по некој трауматичен момент, особено кога е во прашање нова година. Ама сигурен сум дека и сите имаме многу среќни моменти. Така што денешната епизода ќе посветиме на поубавите моменти, а што ги спомнав тие травматичните ми текна. Сега имаше една година кога бевме деца. Моите беа сите собрани фамилиарно, пошто ние брачедите сме тука некаде во години. Собрани дома луѓе, еден тон чадалници внатре, деца еден тон се растрчват низ куќа. И му текнало на мојта му се јават на Дедо Мраз да помини. Арнава Дедо Мраз да ти бил в комши негде и наместо му дат таму млеко колачина ко по филмоите што дава. Тие му имат рачија турен. И после батето го има бурето намирисано, ти беше направен. Абе направен, не знаеш море, комин. Свежо цедена талјанка со нозе газен. Да базди, абе немам да ви опишам. Брадата пожолтена направена. Мислиш цела глава има во то бурето брцнат. И за Дедо Мраз кој влези на филмоите шо прави? Ho, Merry Christmas. Не бе бату. Ој Дедо Мраз што дојде нашиот, лезе балкански скроз. Добро вечер. Доброварен сум. Да не знае скалите немој да и погоди море, да не знае кајте. Се ти до ова гледна точка смешна. А рачуне да си дете 2 години 3. Тоцкав ја. И собрани сите си имате направено филм Дедо Мраз, ова, она, подароци, нешто. Влегва батето, смрди корни, не знај кајтера се дери, не знај шо збора. Исушен вахов направен. Стомако негде го загинал попат, там во бурето му има паднал. И тој влегва. Ние сите откарши. Деца бе брат, дуго ни го пукна. Со трчање да не Оре како не моле, ајде, елате го викнавме Дедо Мраз да се сликате. Не бре брате, одвај. Сите да плачат на тие слики. Затоа ќе пазите, ако викате Дедо Мраз да иди, парајте некој поасолен да не дојди некој со ждригање низ врата да ви влези. Погезијано дубо да ви направи. И тоа е една од тие траумите што ќе ни останат за навек. А иначе убај моменти има многу. Абре радости на сите страни, сега ќе набројам. Следна траума во се шал. Покрај елката на која се радвав ми на подарочињата што ги најдевме поделка. Што е нешто на кое сите деца секогаш секаде се радат? Пакетче бе бат. Значи ако не добиеш пакетче ништо. Знаеш како не само деца, аз ден денес се радвам. Ако ми дај некој пакетче, мераци. И се не знам како е сега. Порано луѓето што работеа по државни фирми во мутал му даваја од работа пакет. Што значи твоите ако имат работено негде, имате добивано пакетчиња сигурно. Се шо имаше внатре не е битно. Битно какво такво пакетче ќе ти го дам. Моите пример не работеа на такви места. А па зато сами си се потрудуваја ги си склопат тие пакетче, си знаеш што сакат деца. Особено па ако имаше татко им патувано негде пресно, а обично имаше. Пакетчињата беа бе бате. Милина, пуре чоколада, вакви чоколада, такви. Познати некои светски фирми за благо, тука тогаш уште ги немаш. Да додуше и татко ми мераклија беше, не дека не си кркаше тој да се разбери. Ама јас кој ме дал Госпо Гурман, кефој бате. Благо да не видам. Дебело дете бе буце вака, образи за штипење. Сум прв пат дебело дете си, бев јас дебел. Само што од време на време ми текнува да подослава и после то пана благо се фрла. Што уште појако кој си дете, нема само твоите ти дат пакетче. Пакетче од овој, пакетче од онај, пакетче кога се соберат пакетчиња. Дома куќата благо фул. Сакал некел шекеро ќе ти качи. Па таман си почнал да јадиш од тие коледе дошло, одиш коледари. Па оттаму го е насобери. Јади, крај да нема. Мераци бе брат, мераци. Исто како деца многу се радвавме на снег. Ако сега не ќиме да го видим, а падни снег ми се темни. Секој излегвање треба рибаш да чистиш та колато. Ти си врнито. Пример Скопје не стои многу. Возила движење, бетон, ово,
она ти реков, ми рече брзо заминва, ма битола го е почни да врни до крај, нема бе брат. И кај нас горе на бајро, пошто на калдрма сме. И пошто цели улици се покриени од куќите, сонце не ги фаќа. Коќе легнеше снег на та калдрма. Коќе се стегнеше бате и улиците се споени вакво удолница, трорамно, удолница, трорамно. Значи овиш најгоре, се пушташ од озгоре и завршваш она удолу джене. Мераци брат. Цел град идеше тука се лиз. Која се насобереа деца. Деца, па то крај да не. Јас денски многу саев дома, ма душман ми беше оти се живо беше там. А почнеше да се стемнува и сите си прибираа децата и останувавме ние што сме таму. Па навечер ќе подмрзнеше малце бе Милина да леташ удол. И најголем душман тогаш ни беа луѓе што фрлаа пепел на улица за да се стопи снегот. По ич ги неке. Од ова гледна точка скроз ги разбир. И јас да сум сега ќе го исчистам снегот. Ти не можеш да излезиш со колата брат, не можеш на работа дош, не можеш ништо да направиш. Ама тогаш не ќевме на пато ги сретни. Пошто двај чекаш дома, завршва училиште, одиш дома, фрлаш све и одиш се лизгаш. Домашно има време, после ќе пишим. Не мора ни јадење, ништо не мора. Санката со тебе и угоре она. Дури на нашата улица прв пат и на ски се качи. И то баш тогаш прик вечер, подмрзнато камен направи. Јас шо сум гледал, шо ми кажале, ајде ќе пробам. Се качив на тие ските бе вате. Тргнување надолу, вртиш со нозете вака, вртиш вака, нема то право оди мраз. Како сакаш врти скијата, не вака, што сакаш прави. Пише кудол. И едно време како иди крајот на таа нашата улица, после тоа фаќа некој асфалт вака малце налево и право е куќа. И си викаш сумо шо да правам сега паника брат. И видов, не видов на позадина бате. Ба! Како се лизгав и стигнав до крајот на улицата за малце в куќа нема. И се трона бут од синејца, ама пресреќен си ме сваќа. Тие се тие малите работи. Ке си оиш дома жива вода и од надвор и од натре препот. Раце ти стапала да не си осеќа. Ти бараш топла вода, мајка ти вели не со топла, со ладна ќе ги изми. Ако пуштиш топла вода ќе сватиш дека не ти ги топли баш, ама ладна ако пуштиш некако ги стоплу. Топлата боли на момент. Или што би рекле старите фати под ноктица. Оти тука боли под ноктите. После ќе си маниш туш, ќе си седниш ајварче сиренце нешто, ќе си касниш од благото од тие пакетчињата, живото милинава. За добро после ќе те натерат домашно пишиш нешто, ама нема врска. Там да речем живото беше многу убав. Денешно време прво никој не те остава со санката сам. Оти како детето на мама да не се удри? Не боте ако се удри што правиме? Крај на светот ќе дојде. Оти тој с него шо знај? Ќе ги наоблечат, ќе ги замотат да не можат да се движат децата. И таму секој чекор тука да би. Са додуше добро, нас ни беше предност што ни беше пред куќа. Беше предност што ни беше предност, буквално пред носот ни беше. Ама пак имавме слобода колку толку ќе падниш со фацата во снего, ќе ти студи, ќе ти се смеат другите. Ќе падни потаму другиот со фацата во снего, ти ќе му се смеиш. Ќе легните во снего, човечиња ќе правите. Ангели што ги викат оние. Ќе се мавате со топки снег. Се додуше и тогаш имаше бистри деца да не речам, што клаваја камења во топките што можеш глатат ја дупни, ама тоа е бе брат. Тие се тие што ги лажат дома дека дедо мраз нема, зато се така. Денешно време за жал родителите се понашат како никогаш деца да не би. Пошто не дај Боже некој да фрли со топка снег, а душата ги боли. Одма накавга дом. Ами остеги децата нека си игра. Остај го детето нека падни во снег. Ништо страшно не е. Во ред, деца се така треба да расте. Поентата на паѓањето не е да го спречи. Поентата е да го дозволиш, да му дозволиш на детето да научи само да станува. Оти во живото сакал некел ќе паѓа. Може да не физички, ама било како ќе паѓа. Ако не научи од мал да станува, возрасен нич нема да научи. Оре ја што се направи возрасен. Секој муавет дали е мајтап, дали убав, не убав, одма во лекција го врта. Ама добро, мислам не е ништо со лоша намера. Јас си кажувам тоа што ми е на душа. Ако ти чини, ако не ти чини бе бате, кој те праша? Така? Така. Мислам дека доста е за денес. И пред да се одјавиме ќе направиме пак таа од преги од почеток песната. Да не случајно заборат овие подома сеават на Дедо Мраз. Само не на тој в комши шуи. Немојте ви се молам такви трауми на децата му прави. Можи? 1, 2, 3 и Зелко. А уствари не Зелко бе, не Зелко. Зелко една. И Елко. Порасти уште 2-3 педи, за да може Дедо Мраз да роди да реди. Море Зелко, порасти уште 2-3 педи, за да може Викторче Зелка да си реди. Поздрав, имајте убав ден!